Барањето на Сојузот на земјоделски здруженија новата откупна цена за тутунот да биде зголемена за само 20% за непосредните тутунопроизводители е неприфатлива. Ова зашто според нивните пресметки со тоа покачување тутунарите би биле во загуба дури и во однос на ланските цени, затоа што процентуалната застапеност на тутунот според класи во проценката била 60% втора класа, 15% за прва и другото отпаѓало на трета класа и на прва дополнителна. Со 20% зголемување ние би дошле до 277 денари, што е неприфатливо. Што значи дека Сојузот на земјоделски здруженија не излезе со барање за зголемување на цените, него фактички излезе со барање за намалување на цените. Затоа што никој не ни гарантира дека следната откупна сезона ќе се одвива во прва класа. Значи, не сме цените на тутунот не смеат да бидат под 35 до 40% покачување, за да имаме реална проценка и за да имаме колку толку некаква заработувачка и ајде да не речеме меѓутоа задоволни тутунопроизводители. Од новоформираните тутунски здруженија, а кои не членуваат во Сојузот на земјоделски здруженија, велат дека се крајно навредени и од игнорантскиот однос на ресорниот министер кон нив, а се жалаат и дека некои од откупувачите на тутунопроизводителите им доставувале готови, подпишани договори, постапка која била незаконска. Дали тоа се должи на стравот дека некои од откупувачите ќе останат без договори, па ќе ги загубат лиценците, или се работи за свесна манипулација за непокачување на цените, тоа допрва ќе го видиме. Во секој случај и ова што се случува е тежок криминал, тежок фалсификат. Инаку, уште минатата недела и од Сојузот на земјоделски здруженија ги повикаат тутунарите да не ги подпишуваат новите договори додека не се постигнат повисоки откупни цени, односно тие да бидат 300, 240 и 180 денари за прва, втора и трета класа. Но со овие предложени цени на Сојузот не се согласуваат од новоформираните тутунски здруженија, кои бараат првата класа да достигне цена барем од 390 денари по килограм тутун. Истовремено, тие инсистираат и на поголема заштита од државата, како и од надлежниот инспекторат, бидејќи сега не ја добивале.